Потребен е засилен полициски надзор за еврејските објекти поради случувањата на Блискиот Исток. Првиот човек на еврејската заедница на иста линија со претседателката Сијановска Давкова, која по синокишниот совет за безбедност изјави дека е потребна посебна заштита на музеот на Холокаустот, седиштата на еврејската заедница и синагогите, откако ескалираше состојбата помеѓу САД и Иран. Јас апсолутно се слагам со изјавата на претседателката. Ја слушав синојка нејзината изјава и она е апсолутно во право кога зборува за каната за еврејските организации, синагоги и слично. Навистина ризиците можда не се така големи како што се во другите западноевропски земји, меѓутоа нормално е да се биде на опрез, да не се дозволи никакво изненадување. Нашата полиција фантастично си ја врши своја работа. Леви Засител вели дека е во постојан контакт со македонските безбедносни служби. Ние сме во перманентен контакт со нив и така да секогаш безбедносните служби водат превентивна сметка за да не се случат некои несакани последици. Сител направи обиколка кај музеот на Холокаустот на евреите и околу амбасадите видливо полициско присуство немаше. Прашавме во МВР дали амбасадите побарале асистенција откако е почнат конфликтот. До МВР не е доставен официјален акт или барање од амбасадите во Скопје за зголемено полициско присуство или засилено обезбедување, не одговори од Министерството. Експертите ја поздравуваат одлуката на Советот за безбедност, кој проценија дека нема опасност по безбедноста на Македонија, но и воопшто во регионот. Ова е голем доказател на, да кажеме, на зрелоста на државата, на институциите. Мислам дека сите вклучени институции биле присутни во Советот. Имат пуштено една смирувачка порака, што е исто тоа многу битно, затоа што многу е во вакви моменти кога има глобални тензии, војни вакви, последното што може да го сеќаме е паниката. Паниката може да има многу негативна, да кажеме, импакт на државата и на граѓаните. Седрак дополнува дека ваквите глобални тензии најчесто имаат индиректни последици преку економски притисоци и енергетска неизвестност. На САД не одговара долгорочен конфликт, они одговара кратко за да може после да објават победа. На Иран ја одговара подолго да има ваков вид на конфликт, затоа што они ја имат географијата, што е на нивната страна, и исто време повлекувањето или влечењето на арапските држави во регионот да се инволвират во ова војна, за да има минимална загуба на САД. Со оглед на ескалацијата на конфликтот, безбедносните служби продолжуваат со засилено следење на состојбите и размена на информации со меѓународните партнери. Се прават дополнителни проценки за можните ризици, особено во однос на потенцијални сајбер напади, хибридни закани и ширење дезинформации кои можат да влијаат врз јавната стабилност. Габриела Лескова, Сител телевизија.